4 февруари 2014 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Се уште има лозари кои чекаат пари за грозјето предадено од 2009 до 2012 година. Денеска се сретнаа со представник на винарската визба Винеа и пред заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски добија ветување дека парите ќе им бидат исплатени. Решение на проблемот со неисплатените пари за грозјето од 2009 до 2012 година од винарските визби Винеа и Џумаилија бараа денеска заеднички лозарите, заменик министерот за земјоделство Коњановски, представник на Државниот инспекторат за земјоделство и представници на визбите. Неколку часа лозарите ги кажуваа проблемите со кои се соочуваат пред Коњановски. Рекоа дека и покрај судските пресуди не можат да дојдат до своите пари за грозјето. Тие отворено го праша и представникот на Винеа кога ќе им биде платено грозјето. Добија одговор дека за дел од лозарите во изминативе денови се пуштени пари на трансакцијските сметки, а за останатиот дел дека прават напори за да се исплатат. Тешко преживуваме, треба да платиме сметки за струја, вода, да им платиме на аптеките за препаратите, да платиме за воден надомест, а нам со години ни должат и ниту извршители не можат да ни ги наплатат тие побарувања. А кога ние должиме, лесно ни ги земаат парите, рекоа лозарите и побараа државата да им бара банкарски гаранции на откупувачите за да не се случуваат вакви проблеми кои тешко се решаваат. Заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски рече дека се солидаризира со проблемот на лозарите и дека мора да се најде начин истиот да биде решен. Пред неколку дена кога дојдов тука во Кавадарци, фактички добивме сознание дека има луѓе за кои имат предадено грозје во некои винарници, како што е винарницата Винеа, се уште немаат добиено надокнада за 2009, 2010, 2011 година. Значи не се работи за целокупната реколта, него за можеби 50, 100 или 200 лица, но како и да е, јас си презедов обврска да на некој начин дојдам тука да ги погледнеме тие списоци и заедно со собственикот на Винеа или представник да јавно им вети на луѓето тука кога, под кои услови, на кој начин ќе им бидат исплатени средствата, исплатен трудот на земјоделците. Мислам дека не е коректно да се откупува грозјето, а да не се исплаќа кон земјоделците. Ние законски тоа сепак го имаме регулирано и имаме многу поредовна наплата во последните години, но сепак ако некој решил да го крши законот, ние не можеме да го спречиме со тоа, освен понатаму како држава да ги превземеме сите инструменти со цел да одговара тој што ќе го прекрши законот. Но целта е на денешната средба нешто друго. Собственикот на Винеа да си поразговара со луѓето, да најдат начин како она што е долг во последниве неколку години кај одредени луѓе да се надокнади во еден разумен период. Она што можев да го видам сега, значи се работи за некои 2 милиони денари во градско и мислам дека околу 3 до 4 милиони денари кои ќе бидат тука во Кавадарци, од она што можев денес да го слушнам колку должат Винеа кон лозарите. Но во секој случај, оно што е до мене и као политичар и као човек пред се, кој морам да кажам дека се солидаризира со лозариве, е тоа да направиме притисок врз Винеа, да она што го има ветено и она што го има договорено да се го исплати кон лозарите. А еден од луѓето кој откупуваше грозје и го пренесуваше во Џумаилија беше тука да им објасни на луѓето докаде е постапката во однос на стечајот во Џумаилија. Имавме и телефонски разговор со стечајната управничка на Џумаилија. Ни беше изнесено дека сите околу 55 милиони денари кои се должат на лозарите веќе се наоѓаат на посебна подсметка, но се чека да завршат судските постапки. Сега во овој момент за неколку дена основниот суд во Кавадарци треба да донесе одлука. После тоа, во зависност од тоа дали некој ќе обжали таа одлука, значи за некој месец дена после тоа ќе треба апелациониот суд да донесе конечна одлука и веднаш после тоа тие 55 милиони денари ќе легнат на сметките на откупувачите, а тие си земат обврска понатаму да ги распределат кон лозарите кои носеа грозје кај откупувачите. Денеска е светски ден за борба против ракот. Се одбележува со цел да се спасат милиони животи преку подигање на свеста за ова заболување.
Светскиот ден за борба против ракот е единствена иницијатива која го обединува целиот свет со една цел – борба против глобалната епидемија на рак. Овој ден е потсетник дека борбата со ракот не е само здравствен проблем, туку глобално значајно прашање на рамноправноста. Секој 4 февруари се одбележува со цел да се спасат милиони животи преку подигање на свеста за ракот, поттикнување превенција, рано откривање и соодветен третман, но и мотивирање владините субјекти и индивидуалците ширум светот да преземат акција во борба против ракот. Светскиот ден за борба против ракот беше основан од страна на Унијата за меѓународната контрола на ракот за да ги подржи целите на Светската дирекција за ракот напишана во 2008 година. Примарната цел на Светскиот ден за борба против ракот е значително да ги намали случаите на рак и смртни случаи предизвикани од ракот до 2020 година, како и подобрување на квалитетот на животот за заболените од рак и зголемување на бројот на преживеани пациенти. Оваа година кампањата на 4 февруари се темели врз основа на успехот на минатогодишната кампања, фокусирајќи се на 5-тата точка од целите на Светската декларација за ракот, намалување на стигмата и разбивање на митовите за ракот под слоганот Рушење на митови. Тема на Светскиот ден за борба против ракот минатата година беа токму митовите. Светскиот ден, велат експертите, е шанса да се подигне колективниот глас на јавноста во име на подобрување на општото знаење за ракот и пуштање на погрешните сваќања за оваа болест. Преку 9 таргети на Светската декларација за ракот, општата цел е да се постигне намалување на прерани смртни случаи од ракот, подобрување на условите за живот на пациентите и зголемување на бројот на преживеаните лица. Стотина лица заболени од грип во Неготинско и Демиркапијско од почетокот на сезоната на грип до сега. Стотина лица од Неготино и Демиркапија досега се евидентирани дека се заболени од грип. Ова денес го соопшти раководителот на организационата единица Неготино при Центарот за јавно здравје, доктор Иванка Тодоровска. Таа упати апел до граѓаните превентивно да влијаат врз спречувањето на појава на грип и да ги почитуваат препораките на лекарите се со цел да не заболат. Тодоровска потсети дека 650 граѓани на Неготино и Демиркапија оваа сезона примиле вакцина против грип. Бројот на вакцинирани е за 100 поголем споредено со минатата година и претходните години. Се зголемува бројот на оние кои одлучуваат да се вакцинираат и на тој начин да го заштитат своето здравје од грип. Обично не сакаат да ризикуваат постарите лица над 60 години, хроничните болни, пациенти со белодробни болести, астматичари, лица со срцеви и бубрежни заболувања, додаде докторката. Со претходна препорака, вакцина против грип примиле и деца. Советот на општина Демиркапија вчера ја одржа редовната 7-ма седница. На 7-та седница на Советот на општина Демиркапија беше разгледана и усвоена предлог програмата за работа на Советот за оваа година, програма по која ќе се води расправа за реализација на подготвените проекти за повеќе активности, ќе бидат разгледувани финансиски планови на општината и на јавните предпријатија, завршни сметки и други точки кои ќе произлегуваат во текот на работата. Советниците водеа расправа и ги усвоија одлуките кои се однесуваа за измена и дополнување на одлуката за организација, делокругот и начинот за извршување на задачите на општинската администрација, потоа за измена и дополнување на општинскиот буџет за оваа година, програмата за организирање на традиционалната манифестација по повод Денот на лозарите Свети Трифун, насловена како Недела на традицијата Свети Трифун 2014. На седницата беа усвоени и одлуките за утврдување на нацрт урбанистички план во населено место во индустријска зона Попова Кула и утврдување на нацрт урбанистички план во населено место за зона спорт и рекреација во местноста викано Куриите и Лагот во непосредна близина крај брегот на реката Бушавица. На вчерашната седница советниците големо внимание посветија на програмата за организирање на манифестацијата со која ќе се одбележи Денот на лозарите и винарите, насловена како Недела на традицијата, на која организатори се општината Демиркапија и Центарот за едукација и вмрежување во туризмот ЦЕНЕТ. Оваа манифестација ќе биде збогатена со бројни активности, повеќе дена и тоа со надпревари во кроење, најдобро вино и ракија, најдобро приготвено традиционално јадење и на 14 февруари по повод празникот Свети
Свети Трифун ќе се одржи централната прослава на која се очекуваат да допатуваат повеќе гости од земјава и странство. По оваа точка од дневниот ред беше разгледано и решението за формирање на совет за јавно здравје за жителите на општина Демиркапија. Инаку како представник од центарот кој ќе го покрива подрачјето на оваа општина од областа на јавното здравје е назначена докторката Иванка Тодоровска. Седницата заврши со неколку советнички прашања кои се однесуваа за комуналното уредување на градот Демиркапија, а на нив одговор даваше градоначалникот Трајче Димитриев. Повеќе општински манифестации во Велес годинава ќе добијат финансиска помош од Министерството за култура. Ќе се помагаат фестивалот на античка драма Стоби, Рациновите средби, фолклорниот фестивал. Инаку со пари на Министерството ќе се реконструираат и фасади на спомен куќите кај местноста Варналиите. Од Велес јавува Зоран Јаневски. Министерството за култура и годинава ќе ја помага општина Велес во организирање на општинските манифестации, Рацинови средби, фестивалот на античка драма Стоби, интернационалниот фолклорен фестивал. Ова се дел од манифестациите кои во 2014 ќе добијат финансиска помош од ресорното министерство. Инаку со пари од култура ќе се помага и работата на Народниот музеј како и реставрација на спомен куќите кај Варналиите. Локалната установа Народен музеј Велес во 2014 година е поддржана со проекти од етнологијата, археологијата и историјата на уметноста. Исто така, ќе продолжат работите за заштита на црквата Свети Никола во Башино село и на спомен Костурницата. За град седиште на Асоциацијата на градови со архитектонско наследство, особено е важно што во 2014 година Министерството за култура ќе финансира изработка на конзерваторски проект за реставрација на фасади на 5 куќи од комплексот куќи во старото градско јадро на улицата Јована Лавакот 3, 5, 7, 10 и 12. Сликарско-попаничарската колонија Папрадишки мајстори не е влезена во програмата на Министерството за култура. Таа делумно ќе ја финансира само локалната самоуправа. Инаку и Велес е во трката за добивање на проектот Град на културата, вели градоначалникот Чадиев. Сепак тоа е извор на Министерството, да почекаме да се произнесе Министерството. Јас имаме на скриена надеж, меѓутоа да биде, би сакал да биде, да се оствари тој. Со пари на Министерството за култура ќе се одржат и концерти на групата Езерки и бендот 7 осмини. Се организираат како поддршка на Сдруженијата на македонци од странство. Општина Велес даде поддршка на Сдруженијето на македонците од Хрватска за изработка, односно за снимање на CD и одржување на концерт на групата Езерки и бендот 7 осмини во Велес. Тоа е финансиски исто така поддржано и од Министерството и очекуваме со директни контакти да ги утврдиме следниот период, термините кога би се одржале овие настави. Инаку поддршка во реализација на проекти ќе добијат и повеќе граѓански организации. Така, освен со пари од општината, и Министерството за култура ќе ги финансира Сдруженијето на граѓани Разбој, фестивалот Импакт, Стрип центарот и ансамблот Керамичар. Сто 42 години од раѓањето на Гоце Делчев денеска одбележа Кавадаречкото основно училиште, кој го носи името на човекот кој пред повеќе од 1 век го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци денеска одбележа 142 години од раѓањето на својот патрон. Во чест на големиот визионер, учениците читаа за неговото раѓање, животот, делото и смртта. Свежо цвеќе пред спомен обележието во дворот на училиштето положија представници на училиштето на чело со директорот Љупчо Јордановски, а пред бистата на Делчев се поклонија и учениците. Инаку по повод раѓањето на својот патрон, учениците од литературната и ликовната секција во холот на училиштето го промовира и катчето со кое текстуално и сликовито го нагласија животот и делото на најголемиот македонски револуционер. Гоце Делчев, визионерот кој пред повеќе од 1 век го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите, роден е на денешен ден во 1872 година во Кукуш во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Војната академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата.
Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО во 1896, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Делчев е убиен од турската војска на 4 мај 1903 година во селото Баница. Општина Неготино ги известува сите заинтересирани граѓани дека и годинава по повод одбележувањето на празникот Свети Трифун и одржувањето на неделата на виното ќе се одржи надпревар за избор на најдобри вина и ракии во категориите производители аматери и винарии. Мострите можат да се доставуваат секој работен ден во просториите на Желковата куќа во времето од 10 до 12 часот кај лицето Ивица Златковиќ. Наградите на најуспешните ќе им бидат доделени на централната прослава која ќе се одржи во петок на 14 овој месец на градскиот плоштад во Неготино со почеток од 12 часот, се вели во известувањето од општина Неготино. Уште едно известување, утре во големата сала на општина Кавадарци со почеток од 19 часот Нова социјалдемократска партија ќе одржи трибина на тема зошто треба оваа власт да си оди. Соговорник на трибината ќе биде председателот на НСДП Тито Петковски. Граѓаните да бидат спокојни, ќе се знае квалитетот на водата еликсира од која многумина полнат вода за пиење. Вчера е земена мостра, а резултатите ќе се знаат до петока. Семена е мостра од природната вода која се наоѓа во местноста Мокриште Кавадаречко, за која неодамна кажавме од една страна дека масовно се пие, а од друга страна пак последен пат била проверена во септември 2012 година и тогаш била неисправна за пиење. Во Центарот за јавно здравје Кавадарци денес се интересиравме за тоа дали оваа вода деновиве е испитена и дали се знае нејзиниот квалитет. Раководителот доктор Трајче Ризов, специјалист по хигиена, ни кажа дека вчера била земена мостра од оваа вода, а резултатите за тоа дали е исправна за пиење ќе се знаат во петок. Неодамна информиравме дека кој прв пат, кој втор пат, кој по кој знае кој пат, а голем број на луѓе полнат вода во шишиња и туби од природната вода која се наоѓа во местноста Мокриште Кавадаречко. Доаѓаат и од други места. Некои пешачат, други доаѓаат со возила. Водата ја нарекуваат еликсир. Ни кажа дека оваа вода е многу подобра од онаа во чешмите, помека, лековита, најважно е што не е хлорирана, здрава, природно минерална, ни рекоа некои од луѓето кои чекаа ред да наполнат вода. Во меѓувреме ни се обратија кавадарчани кои милуваат да пијат од оваа вода со прашања кога ќе може да знаат дали и понатаму можат слободно да пијат од еликсирката. Во петок ќе информираме за резултатите од испитувањето на земената мостра од водата. На крајот од вестите следува и прогноза за времето. Утре во раните утрински часови ќе има појава на слаба магла, во текот на денот ќе биде претежно облачно и ветровито. Утринските температури од -5 до 2, а дневните од 3 до 10 степени. Емитувавме вести, благодарам за вниманието, пријатни мигови со програмата на вашата КТВ. До гледање.